Добар ви ден, мои матуранти! Покрај прирачникот за подготовка на матурскиот испит, оваа година ќе имате можност и да ги слушате моите предавања за полесно повторување на материјалот. Па да започнеме. Предметот македонски јазик и литература е задолжителен за државната матура. Тој има своја испитна програма која што опфаќа 4 области: јазик, литература, читање и пишување. Од областа јазик има 11 теми, 11 области од лингвистиката, наука за јазикот, историски развиток на македонскиот јазик и така натаму. Од областа на литературата има 3 поголеми теми: теорија на литературата, македонска литература и светска литература. Во теорија на литературата, освен фолклорот, митот, народната литература, најзначајни се деловите за драмата, епиката и лириката, стилските изразни средства, како и литературно-научните видови и публицистика. Од македонската литература има 28 автори со своите дела. За поголем дел од нив сигурно се сеќавате, но сето тоа повторно ќе го поминеме, ќе повториме без грижа. Од светската литература се нешто помалку автори и оваа година имаме 2 нови, односно 3 дела, 2 автора: Софокле, Антигона и царот Едип се нови во оваа испитна програма, како и Процес од Франц Кафка. Областа пишување опфаќа пишување на есеи и тоа по избор на кандидатот може да биде на тема од материјалот. Оваа учебна година областа е стара литература, односно делата Гилгамеш, Илијада, царот Едип, Антигона, или пак да избере слободна тема која што ќе му биде зададена во моментот на правењето на тестот. Последната област е читање, односно на крајот од работната тетрадка за државна матура има неколку подолги текстови кои што треба многу внимателно да се прочитаат, а потоа да се одговорат зададените прашања.